Регионални вести на телевизија КИС. Семафорите на булеварите Благоја Тоска и Видеос Милевски Бато повторно се во дефект. Во делови од Тетово недостасува и хоризонталната сигнализација. Ваквите пропусти во сообраќајот ја доведуваат во прашање безбедноста на пешаците и возачите, реагираат граѓаните. Дел од сообраќајната сигнализација во Тетово не функционира, на некои места воопшто ја нема. Семафорите на најфреквентните булевари Благоја Тоска и Индустријска секоја недела откажуваат, работи само жолтиот репкач, нема обележани пешачки премини, а во одредени делови од градот сообраќајните знаци ги нема, реагираат граѓаните. Ваквата состојба дополнително го зголемува сообраќајниот хаос во градот, безбедност и на пешаците и на возачите доведена во прашање. Чекам да пројдат ако најдам слободно, па да заминам, инаку не може. Има доволно знаци, пешачки премини обележани според вас? И тоа имат, ама и немат. Сега треба тонамо да поидам, немат. Ја мислам дека ништо не функционира како што треба. Треба да се одржава тој семафори, секојдневно да се одржава, затоа што еден ако не функционира ствара застој голем во сообраќајот. Од една раскасница во друга тешко се дојде. Значи, тоа е еден систем што треба да функционира секојдневно. Еден ако затаи цело сообраќај не функционира. Аве семафори скоро не работат 2 недели, така. Мислам за овие семафор, други не работаат, некои двата други работаат. Тоа е тоа. Што треба да се преземе, дали да се направат кружни текови, нешто, кои се последиците? Кружни текови треба да се направат на овие сообраќајници кои што се многу поризични и со поголем сообраќај, барем ќе се растовари околу сообраќајот. Градските власти и градоначалничката треба да превземе некои мерки, да се среди тоа. Општи хаос. За кратка релација на претежно Илинденска улица и еве и ова Благоја Тоска и сите останати многу. За колку време се патува? Па 20 на минута најмало. Да можеш до дестинацијата каде што си тргнал да отидеш. Семафори не работа, гужва голема, кој каде ќе најде паркира, овде кривина, или ќе паркира кола, неќе ги дигне. Паметно направиат, ама треба да од општина да го бележа овдека. Значи, иначе шляпери големи не може да сврта. Па нема тоа, дека нема конкретно. Ајде, гледаш, семафори има, нема обележено ништо. Од секторот за сообраќај при општина Тетово велат дека семафорите се постојано во дефект затоа што се стари со децени, но и фирмата која ги одржува досни со интервенции. Често пати ни се случува, значи, тој ден што се интервенира, што се регулира од некаков дефект или од високиот напон на струјата, може утредента, значи, пак да се имаме проблеми. Па се надевам дека често пати, мислам, секојаш нема да ни се случи тоа, значи, кога ќе имаме дефект, пак ќе интервенираме. Се знае дека многу е подобро во сите раскрсници да имаме нови семафори, нови системи, меѓутоа ние водиме и по можностите што ги имаме. Значи, негде, ако може да се постави нов семафор, ќе се постави. Ако не, значи, одиме на санирањето, на интервенирањето во старите семафори. Демири додава дека наскоро во целиот град ќе се интервенира на хоризонталната сигнализација. Во пресрет на муслиманскиот празник Фитар Бајрам, порака до верниците упати тетовскиот муфтија. Бисмиллахир-рахманир-рахим, драги браќа и сестри, драги верници, во име на муфтиството на Исламска верска заедница на Тетово и во моето лично име ви го честитам празникот Фитар Бајрам и го молам Аллах Джелешануху да ги прими нашите дови и садака. Денес е Фитар Бајрам. Празнувајќи го Фитар Бајрам со добрина и гостопринство кон своите блиски роднини, соседи, пријатели и сограѓани и почитувајќи го учењето на Аллах Джелешануху, ние остануваме верни на начелата на исламската вера, кои култивираат и прокламираат хумани и општо човечки вредности. Во името на таквите вредности, нека ви е честит и за многу години Фитар Бајрам со желба за добро здравје и семејна хармонија.
Бајрам Мубарек Олсон. Полицискиот билтен бележи неколку настани. Откриена бела прашкаста материја при претрез во дом на Тетовец, како и обид за труење на жител од Врапчиште, се само дел од информациите на СВР Тетово. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера попладне извршиле претрес во домот и помошните простории на 30 годишен тетовец. При претресот реализиран со судска наредба, во неговиот дом пронајден е пластичен предмет со капак во кој имало непозната бела прашкаста материја и училишен лаптоп, за кој постои сомнение дека потекнува од тешка кражба, додека во багажникот од возилото сопственост на сопругата на тетовецот пронајдено е хартиено пакување со 5 капсули со непозната бела прашкаста материја. Се работи на целосно расчистување на случајот. СВР Тетово полициска станица Гостивар поднесе кривична пријава против двајца гостиварци на возраст од 29 и 27 години, поради основи на сомнение дека сториле кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други психотропни супстанции и прекурсори. Осомничените на 1 овој месец околу 13 часот и 30 минути биле лишени од слобода во автобус кој сообраќал на релација Струга-Скопје, ако бил запрен на влезот во Гостивар кај Здуинската крстосница. По влегување на полициските службеници во автобусот, осомничените исплашени фрлиле на подот 2 пакувања со непозната растителна материја, завиткани во најлонско чесе, а која претходно ја набавиле од 2 непознати лица на автобуската станица во Струга. Со вештачење подоцна е утврдено дека станува збор за 42,32 грама марихуана. Судија во претходна постапка на основниот суд Гостивар на двајцата осомничени им определил мерка притвор од по 30 дена. Полицискиот билтен бележи и 2 сообраќајни незгоди случени во Полошкиот регион. Првата сообраќајна незгода се случила на крстосницата од регионалниот пат Тетово-Волковија со локалниот пат за Горно Седларце, а втората на регионалниот пат Мавровска крстосница Мавровјанови-Дебар во местноста Бела Вода. И во двете незгоди учествувале патничко возило и мотоцикл. Повеќе лица се здобиле со телесни повреди, а предизвикана била и материјална штета од вкупно 260.000 денари. Инаку вчера околу 13 часот во Гостиварската болница бил донесен 55 од Врапчиште кој претходно во напуштен објект испил и се затрул со солна киселина. Затруени со повреда на главата го донел негов роднина и по укажаната лекарска помош итно е пренесен на скопските клиники. Извршени увити се расветлуваат мотивите за труењето и другите поединости во врска со овој случај. 20 на млади девојки од Гостивар добија сертификати за успешно завршена програма за лидерство во рамки на проект под името GLOW, поддржан од Американскиот мировен корпус. Сертификатите им беа доделени на манифестација, на која тие преку музика, говори и друго, ја искажаа својата креативност и она што го научиле од проектот. Со завршна манифестација и доделување на сертификати се заокружи 5-месечната програма за лидерство, што во Гостивар се спроведе во рамки на проект под име GLOW. Станува збор за проект наменет за млади девојки од различна националност, кои заеднички функционираат преку GLOW клуб. Во изминатиот период, клубот, кој во Гостивар има 20 на члена, организираше разни активности, обуки, работилници и слично. GLOW организира настан кој е како завршница, односно свечено доделување на дипломи за 5-месечната работа на клубот GLOW во Гостивар, кои девојките сакаат да го одржат затоа што сакаат да го своето знаење, односно своите искуства да ги пренесат на останатата јавност и да го промовираат клубот. Клубот GLOW веќе 5 месеци држеше состаноци на секои 2 седмици, во кои девојките научија нешто повеќе за лидерството, односно местото на жената во општеството, затоа што овој клуб функционира само со девојки, само со женски од 14 до 18 години. Клубот во Гостивар е еден од 10-тината такви што ги има во поголемите градови во Македонија. Целта е младите девојки да се поттикнат на општествена активност, да развијат комуникацијски вештини и да научат нешто повеќе за лидерството. Своите искуства и знаења ќе ги разменат на летен камп што се организира во склоп на проектот. GLOW представува проект кој во превод значи девојките го водат нашиот свет, поддржан од Мировниот корпус од Америка, од Соединетите Американски држави и од амбасадата на Соединетите Американски држави.
Овој проект во Македонија веќе се одржува 17 години. Во прекот на целата година тој функционира со клуб скоро во секој град во Македонија. Преку летниот период се одржува камп, 7-дневен камп кој е на некој од планинските места во Македонија. Оваа година ќе се одржи во јули, во детското одмаралиште Шула Мина во Крушево. Завршната манифестација на Глоу во Гостивар беше исполнета со интересна програма подготвена од членовите на клубот. Девојките држеа говори на англиски јазик на тема родова еднаквост, семејно насилство и слично. Публиката имаше можност да погледне модна ревија на фустани изработени од рециклирани материјали, како и неколку музички изведби. Манифестација фолклорни смотри Брвеница пее игра 2016. Вчера за прв пат се одржа во Брвеница. Настанот започна со дефиле на повеќе културно-уметнички друштва од Македонија низ улиците во Брвеница, а заврши со заеднички концерт во спортската сала. Во организација на културно-уметничкото друштво Брвеница од Брвеница вчера за прв пат се одржаа фолклорни смотри Брвеница пее игра 2016. Манифестацијата започна со дефиле низ улиците и центарот на Брвеница, а потоа публиката имаше можност да ужива во настапите на културно-уметничките друштва Брвеница од Брвеница, браќа Гиновски од Гостивар, Илинден од Кривогаштани, Младост од Кичево, Мирче Ацев од Тополчани, Шарски води од Тетово. Ова манифестација Куд Брвеница од Брвеница го организира како прв пат. Куд Брвеница до сега учествувале на повеќе манифестации и решивме ова година Брвеница да организира. Поканети се друштва од Македонија, може и да ги наброим некои од Кривогаштани, Тополчани, од Гостивар, од Тетово и некои други друштва што не може да дојдат денеска, ама за понатамо па се организираме. Куд Брвеница постои од 2003 оформено е. Имаме доста членови, настапување имаме во надвор од Македонија, у Радовиш смо настапиле, освоено прво место на фестивал, тамо има фестивал, меѓународен фестивал, тамо се надпреварува, иначе има 2005 година златник добиено. У Кривогаштани смо ревија носија, учествуваме на ревија носија, и тамо прво место, у Струга, Срушки вечери. Значи на многу места учествуваме и еве сакавме денеска да организираме овие смотри, фолклорни смотри Брвеница. Овие смотри се по прв пат, меѓутоа ние имаме настапувано на нивните средби кои што се организираа на Атанасовден на 31 јануари до пред 2-3 години, а тие доаѓаат кај нас на нашата манифестација изборна на Југова македонска народна носија која се одржува секоја година во март. Нашето друштво постои од 1979 година, се до ден денес со неколку прекини мали, да речам, по половина година или година. Имаме настапувано повеќе фестивали низ Македонија, како што е во Битола на Илинденски денови, во Истибање на Истибањско здраво живо, во Радовиш, во повеќе места, така и надвор од државата на фестивали во Србија, Бугарија, Словенија, во Хрватска, кај нашите иселеници во Австрија, во Германија имаме настапувано неколку пати, така да доста сме патувале. Градското културно-уметничко друштво Браќа Џиновски е формирано 1950 година, активно работи 66 години во ансамблор Браќа Џиновски покрај младинскиот фолклор, работи во склоп на друштвото детски фолклор, староградски ансамбл, забавни оркестри и народни оркестри кои пратат се што е ново на македонската естрада. Браќа Џиновски досега во текот на своето постоење има дадено 684 концерти, гостувано скоро во сите градови на Република Македонија, учествувано на повеќе фестивали и смотри како што се Линденски денови, Стибања, во Оравовица, на Балканскиот фестивал во Охрид,
Исто така има гостувано во сите републики, сега држави од поранешна Југославија, гостувано и учествувано на фестивали во повеќе наврати во Република Турција, во Бугарија последниве 20 години гостувано во Италија, Германија. Љубителите на народните песни и ора имаа можност да уживаат во заедничкиот концерт на културно-уметничките друштва во спортската сала Коста Рацин во Брвеница. Младите играорци се потрудија да се представат со најубавите ора и песни, а многобројната публика не штедеше на громогласни аплаузи. Организаторите Кут Брвеница од Брвеница се надеваат дека манифестацијата Фолклорни смотри Брвеница пее игра ќе стане традиционална со учество на многу повеќе фолклорни друштва до година. По барање на гледачите, денес повторно го репризираме прилогот за пригодна свеченост во Тетово, со која се одбележа празникот Видовден. Видовденската прослава беше во организација на Сдруженијето на Срби и Македонци, културно-уметничко друштво Бранко Чајка. По повод еден од најголемите српски празници Видовден, вчера вечер во организација на Сдруженијето на Срби и Македонци Кут Бранко Чајка од Тетово се одржа пригодна свеченост. Видовденската прослава започна со звуците и стиховите на познатата песна Видовден. Идејата е одбележувањето на Видовден да биде традиционално. Присутните можеа да уживаат во пригодната програма од музички точки, рецитали и песни, посветени на овој значаен датум од српската историја. Видовден е еден од позначајните датуми за Србија. На тој ден се случиле многу историски настани, меѓу кои најзначајен е Косовската борба, која се случила токму на денешен ден, 1389 година. Инаку, ова војна ги инспирирала народот да создава песни, дури и самата Косовска војна денеска е создаден е мит за таа војна и создадени се најубавите српски народни јуначки песни. Дел од тие песни ќе бидат и оваа вечер на нашата програма. Нив ќе ги интерпретира Владимир Јовановски, актер и режисер, и Милена Лазич, која е член на нашето здружение. Во музичкиот дел ќе настапат ученици од Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец од Тетово, како и Александра Спиридис, која ќе ги исполни двете народни песни посветени за Видовден. Ова е во организација на Сдруженијето на Срби и Македонци, културно-уметничко друштво Бранко Чајка, која традиционално на ваков пригоден начин со Видовденска академија го обележува овој празник. Ние денеска на покана на амбасадата на Република Србија во Република Македонија бевме во Скопје, каде положивме цвеќе во црквата Свети Архангел Михаил на гробот на паднатите војници. Значењето на Видовден за српскиот народ е многукратно и произлегува од низата настани поврзани за тој датум, 28 јуни. Најзначајно од сите е битката на Косово.
Во Ирак започна 3-дневна жалост по самоубиствените напади во еден трговски центар во Багдад, при што загинаа 119 луѓе, додека 200 други биле ранети. Одговорноста за нападите што се случија вчера ја презедоа милитантите на Исламската држава. Американската Бела куќа ги осуди нападите, нагласувајќи дека тоа само ја зацврстува решеноста на САД за справување со милитантите на Исламска држава. Шиити, сунити и христијани заедно палеа свеќи на местото на една од експлозиите. Во Карада главно живеат шиити, но има и христијанска заедница, како и неколку сунитски џамии. Бомбаш самоубиец загинал, а 2 полицајци биле ранети во експлозија пред американскиот конзулат во Джеда, Саудиска Арабија. Напаѓачот го паркирал својот автомобил пред џамијата, која се наоѓала на другата страна од конзулатот, при што го активирал експлозивот. Во 2004 година овој конзулат беше нападнат од вооружени луѓе, при што беа убиени 4 саудици, припадници на безбедносните сили. Најголемиот заговорник за Брекзит, лидерот на британската независна партија Најджел Фарадж, поднесе оставка на председателското место на партијата. На пресконференција тој изјави дека ја завршил својата работа, додавајќи дека никогаш не сакал да биде политичар од кариера и дека неговата цел била да ја изнесе Британија од Европската унија. Иако имаше тешки моменти, дефинитивно вредеше да се борам. Чувствувам дека е вистински момент да се повлечам од функцијата, изјави Фараш, додавајќи дека сака од овој момент да си го врати животот назад. На крајот истакна дека е уверен дека Британија ќе напушти Европската унија и дека на премиерското место ќе дојде некој што ќе биде од редовите на оние што се залагаат за Брекзит. Канадскиот премиер Џастин Трудо вчера маршираше заедно со десеттици илјади луѓе на парадата на гордоста во Торонто, со што стана првиот премиер на оваа земја што учествува на геј парада. Тој беше поздравен со френетичен аплауз од присутните, додека се движеше со учесниците низ центарот на Торонто, носејќи го канадското знаме придружено со боите на виножитото. Заедно со Трудо парадира и премиерот на Онтарио, Кейтлин Вејн, која е првиот шеф на провинција, кој отворено се декларирал како хомосексуалец, и градоначалникот на Торонто Џон Тори. Времето денес беше сончево со мала до умерена локална облачност, со услови за краткотраен слаб дожд. Утринските температури се движеа од 16 до 19, а дневните од 20 до 28 степени. УВ индексот изнесуваше 9. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголемува, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северозападен правец. Утринските температури се движеа од 13 до 17, а дневните од 19 до 28 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Ви посакуваме убав остаток од денот. Пријатно.